Кога среде тридневен празничен викенд и предводици се расчу веста за парите најдени во зид во куќа на родители на апелационен судија, професорката Светлана Николовска врели дека не се изненадила и очекувала такво нешто за некој судија. Кога слушнавте веста, се изненадивте? Не. Зошто? Па, цело време зборуваме за корупција во судство. И повеќето меѓународни институции и тела ни укажуваат на таа работа. Паметите ли вие како професорка и поранешен оперативен работник некак сличен некој ваков случај за начин на криење на пари во нашето општество да се случило, односно да бил истражуван? Одделот на финансиски криминал не. Значи може кај недозволена трговија со дрога, со оружје, таму се криеле пари, значи во ӡидови и на други скришни места, но во случаите кога се работи за службени лица, одговорни лица, тогаш ваков начин на криење пари јас досега немам сретнато кај нас. Оние што ја следат трапавата македонска борба против корупцијата, пак вела дека случајот само ја намалува довербата и во таа борба, и во оние што треба да се борат. А поминале на темната страна. Во секоја ситуација, доколку се работи за предмет во кој што се имплицирани функционери, вклучително и суди и јавни обвинители, вие креирате, вие ја оневозможувате структурата која што во суштина треба да ви гони криминал и корупција, таа да понатаму постапува. Така да штетата е навистина голема кога се имплицирани суди, јавни обвинители и јавни функционери во вакви предмети, токму ради тоа затоа што создаваат недоверба дека системот може сам да ги испроцесира овие предмети и креираат се сомнеш за кредибилитетот. Мирчевска заедно со колегите од Институтот за демократија и мрежата за антикорупција ги анализираат и казните кои ги добиваат припадниците на правосудството за кривични дела и за финансиски криминал. Мали се и блиски до минимумот, вели таа.